Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Започна школската година за близу 9000 ученици во општина Прилеп. Во Прилеп зголемен бројот на првачиња за 30 повеќе од лани. Сојузот на тутунски здруженија покрена голема акција за помош на семејството Керимовски од село Канатларци, чиј што имот и труд изгореа во пламената стихија пред неколку дена. Слаб интерес за градоначалници и советници за локалните избори. Утре ќе се одржи концерт посветен на Драган Герконовски Шпато, човек кој се смета за основоположник на македонската забавна музика. Димитар Димитриевски, новиот капитен на ракометниот клуб Прилеп, очекува поуспешна сезона од ланската. Сабота стартува Супер ракометната лига на Македонија. Времето денеска сончево и топло со температура до 32 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Во прилепските училишта запишани се 650 првачиња, 30 повеќе од лани, а близу 9000 ученици ќе посетуваат редовна настава во основните и средните училишта. Денеска локалната самоуправа и градоначалникот на Прилеп поделија училишен прибор за првачињата и соопштија дека 6000 основци оваа година ќе добијат бесплатни униформи. Среќен старт на новата учебна година, а воено на златните наши првачиња, почеток во нивниот образовен систем. Во ова училиште сите запишани првачиња се стекнуваат со нови другарчиња, но и со сето знаење кое што безпоштедно просветните работници, наставниците ќе им го предадат. Ова за нив ќе биде нов дом, бидејќи поголемиот дел од денот ќе го поминат баш тука. Им посакувам и на родителите да имаат огромна доверба, бидејќи персоналот и просветните работници максимално ќе се вложат да го предадат знаењето. По пожарот кој го пеплосе имотот, тутунот, механизацијата не еден од најголемите произведувачи на тутун во регионот, семејството Керимовски од село Канатларци, Сојузот на тутунски здруженија покрена голема акција за помош и финансиска и материјална во донирање бали на тутун.
текот на вчерашниот ден изложив посета јас на самото место на кај што е настанат пожарот и вистина има огромна штета. Негде околу 900 балина, тоа се во кила, околу 4,5 тона изгорени. 2 нови трактори, моторчина, приклучна механизација, значи вистина е направена огромна штета. И ние како Сојуз одма апелиравме тука до местното население да излези со помош, и кој колку сака да подари во балина, во туту, 2, 3, 5 тона, меѓутоа тоа да не биде стихино, да се организира, да се знае како сето тоа да го направи. Значи, му кажавме на производител дека не е сам, дека ние како Сојуз стоиме зад него, нека ќе помогнеме. На полноќ завршува рокот за собирање потписи за независни кандидатури за локалните избори 2025 кои ќе се одржат на 19 октомври. Според Државната изборна комисија, потписи за кандидати за градоначалници се собираа во 16 општини за вкупно 22 кандидати, а за советнички листи во 11 општини за 12 листи. Најголем интерес има во општина Демирхисар, каде потписи собираа 4 кандидати за градоначалник. Во Скопје, Куманово, Охрид, Струга, Битола, Прилеп и уште неколку општини се појавија по 1 или 2 кандидати за градоначалници. Иако имаше најави дека гласачките ливчиња би можеле да бидат долги и по 7 метри поради голем број независни кандидатури, ако не се случи некое чудо до полноќ, веројатно и ливчињата нема да бидат поразлични од оние кои што ги имавне во претходните изборни процеси. Бројот на кандидати не е толку голем, па гласачките ливчиња се поизвестно е дека ќе бидат во стандардната форма. Утре ќе се одржи концерт посветен на Драган Ѓаконовски Шпато, човекот кој се смета за основоположник на македонската забавна музика. Концертот насловен Вечер на творештвото на Драган Ѓаконовски Шпато ќе започне од 20 часот на летната сцена од Центарот за култура Марко Цојпенков. Влезот е слободен, па љубителите на джезот и македонските вергрини ќе можат да уживаат во оваа посебна вечер посветена на еден од најголемите македонски композитори, диригент и музички аранжер Драган Ѓаконовски Шпато, кој се смета за зачетник на македонската забавна музика. Шпато е роден во Скопје 31 година, починал 1987 година во главниот град. Новиот капитен на ракометниот клуб Прилеп, Димитар Димитриевски, очекува поуспешна ракометна сезона за клубот од минатата. В сабота стартува Супер ракометната лига на Македонија. Нов тренер не е некоја голема енигма, се случува во многу екипи, во многу клубови, врвни клубови менувале тренери, но треба да знаеме дека секој професионалец треба да е спремен да се прилагоди на тактичката замисла од новиот тренер. Мислам дека не би имале проблем, веќе екипата работи 5-6 недела. Одигравме доста утакмици, доста пријателски надпревари исто. Го одигравме турнирот. За жал не го освоивме, но не гледам тука никаков простор за разочарување или нешто. Веќе во сабота почнуваме со надпреварите од Суперлигата, исто прво коло ни доаѓа екипата на Пелистер 2. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло. Дуваше слаб до умерен ветар од југозападен правец. Температурата во Прилеп изнесуваше 32 степени Целзиусови. За утре метролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација новинар Никола Димески и Елизавета Филиповска. Септември 2025 година.